Почитувани, владата на Заев за само една година доделиле 31 лиценца за одгледување марихуана, од кои само во месец декември 2019 година, кога Заев е премиер, доделиле 10 лиценци, а уште 20 се на разгледување. Како што рековме и вчера, според информациите кои дојдоа до нас, сомневањата говорат дека владата на Заев, манипулирајќи ги потенцијалните и заинтересирани производители на канабис, создадоа нова рекет машина преку која се собираат пари од бизнисмени кои се заинтересирани и сакаат да одгледуваат канабис. Практично, дел од лиценците ги добија блиски луѓе до СДСМ и Заев. Денес ќе обелодениме една фирма која има добиено лиценца за канабис, инаку блиска до СДСМ и Заев. Една од лиценците за одгледување канабис ја има добиено фирмата Green Medicals МКД Кочани, каде што еден од сопствениците е синот на поранешниот пратеник на СДСМ Ванчо Ѓоргиев, познат во јавноста како Ванчо Деликатес. Сопственикот Ѓорги Ѓоргиевски, син на Ванчо Деликатес, заедно со татко му се едни од најголемите финансиери наназад во годините во СДСМ со огромни суми на пари. Прашањето е многу едноставно. Како е можно токму една од лиценците од оваа хиперпродукција на лиценци за канабис да ја добие, се извинувам, токму синот на еден од најголемите финансиери на СДСМ? Дали овие луѓе, кои многу често се во друштво на Заев, може би си ја купиле лиценцата за одгледување канабис од фамилијата Заеви? Фирмата на еден од најголемите финансиери на СДСМ чека закон за да може да извезува и цвет од канабис, а не само масло, како што е законски регулирано. Потенцирам, ова не е единствен случај на доделена лиценца на бизнисмен близок до СДСМ. Деновиве ќе обелодениме уште неколку. Низ кулуарите кружи информација дека добивањето лиценца чини од 300.000 до 500.000 евра. Уште еднаш прашуваме, дали е точно дека Заеви доделувале лиценци на нивни блиски фирми без истите да поседуваат соодветен елаборат, па практично сега лиценците им се незаконски? Дали после ова, конечно, институциите ќе се охрабрат да реагираат и истражат ваков сериозен случај за кој доколку се утврди дека на незаконски начин се издавани лиценци, ќе треба некој да сноси кривична одговорност. Почитувани, обновата на Македонија доаѓа на 12 април, а Заев и СДСМ ќе понесат одговорност и никогаш повеќе нема да и се случат на Македонија. Благодарам.